За мојата денешна гостинка мислам дека не ми треба посебна најава. Незиното име и презиме кажува све: Весна Бејби, мама Петрушевска, гостинка со мене во студиото на Репортер. Веснеш, добре дојде. Па добро те најдов со оглед на тоа дека и други одбивам, а бога ми ке тебе доаѓам. Многу ми е драго за ова, искрено да ти кажам. Па искрено, знаеш како, со текот на годините ја имаш таа привилегија да си бираш со кого сакаш и како сакаш да разговараш. Не мора баш секаде да одиш. Нека дојдат ако сакаат, нема проблем, ама... Ти благодарам, маме, што избра да бидеш кај нас гостин во студиото на Репортер. Неодамна беше премиерата за нашиот Горан. Таа беше поздравена со огромен аплауз, овации, стоечки, публиката воодушевена, дури и син му за 70-тиот негов роден ден така дојде и кажа дека дури многу емотивно ги доживеал сите оние реплики кои што ги кажувале децата. Ајде со ред прво, што представува Горан за вас уметниците и за актерите и воопшто во драмскиот свет? Мене ми беше голем пријател. Ми беше професор. И како професор беше фасцинантен. Тој е еден од ретките кој што беше неконвенционален професор, а толку многу знаеше се. И сега нормално кога предавате драматургија, мора да почнете од некаде, поточно од Шекспир. И секогаш милуваше да каже дека Шекспир е лопов, крадец и така беше интригантен. Од него, да речеме, научив дека сите дела на Шекспир се големи трилери, дека некогаш да не заборавиш, вели, кои се главните женски ликови во Шекспировите дела, дека тоа се од 13 до 15 годишни девојчиња, што е од оваа временска дистанца и која веќе се сериозно се бавам и со едукација на деца, регрутирам млади глумци и во мојата професија просто е друга димензија. Тоа е едно, второ, тој ја има напишано најдобрата книга прирачник од Стапица, кој што еве конечно го убеди Фигор дека треба да ја реиздаде и да ја има секој студент на факултетот за драмски уметности. Јас му предложив да ја преведи на англиски затоа што јас тврдам дека Стапица е една од најдобрите книги кои што може да ги има и да учи од Стапица и драматург, и режисер, и актер. Колку за тебе беше од една страна предизвик, од друга страна страф, нели да се нафатиш на проектот за нашиот Горан, во кој што репликите ги кажуваат деца. Велиш, во една прилика секој дете мора да знае по една реплика од Горан Стефановски. И тврдам, затоа што, како што мора да го знаат и Блаже Коневски, и Петре Моандреевски, и Рацин, така треба да го знаат и Горан Стефановски, затоа што е наша реликвија и наша театарска библија. И е многу фасцинантно затоа што само преку приказни можеш на децата да им се приближиш и да им кажеш кој бил Горан. И тие кога го играат Горан, кога го говорат Горан, нив им е многу едноставно затоа што се подготвувани на ниво на големи студенти, нив се им беше јасно. И музиката која што ја слушал, која што ево представата, значи таму има сепак Rolling Stones, T-Rex, Beatles и на оваа генерација, таа музика ништо не им значи. Ама кога ќе им објасниш некои работи, почнуваат да живеат со тоа и веруваат. Како одеа подготовките, колку си задоволна од целиот проект? Па ја мислам дека направи фантастичен проект и ќе игра на редовен репертоар на МНТ. Сите зборуваат се уште за него и во исто време и драмски театар имаше представа, ама да не звучам нескромно, ама ги намачкавме на леп. Опа, браво, Весне! Мислам, без разлика, ама се со сета почитни или се шегувам јас. Знаеме дека така. Ама децата говорат текстови не само од Стапица, од Демонот од Дебармало, од Лонгплей, Диво место има само еден монолог, Дупло дно, но е поголемиот дел е Стапици, Демонот од Дебармало. И така децата многу, еви ова е порака Горан, те сакаме најмногу. Да, на крајот. Да, тоа беа испринтани пижами. Зошто се во пижами? Затоа што го играат сонот на Горан. Така. Оти во една реплика Горан вели во Стапица, никогаш немојте да го заборавите детето во себе. И тоа беше можеби поидовна точка зашто мислам дека треба Горан да го говорат деца. Колку години имаш актерската школа на Весна Петрушевска и како дојде до идеја? Со пауза веќе 15 години сигурно. И јас имав визија уште на почетокот дека моите деца не само што ќе бидат добри,
не треба да бидат професионални актери, иако поголемиот дел од нив веќе играат од таа првата генерација беби шоу, играат веќе во драмски театар, се вработени дел, се во театар комедија, да. Но добро е да бидат добри хирурзи, економисти, од и многу се учи. Многу се учи, многу вежбам, имаме игри, вежби. И секогаш велам дека ако не учи детето и ако не го прифати мојот метод, не можеме да имаме муабет. Не знам чие дете кои не ме интересираат родителите, ме интересира детето. Со детето се бавам и имам некоја чудна енергија, знаеш, не се лигавам со децата, просто им приоѓам како на личности, како што и треба. И тие се паднати во несвестот и многу. Просто разговараме за сите. Дајте музика. Проект кој што направи Бум? Да, Бум направи, да, Цаци Паковска е таму продуцент и сценарист, но јас сум кај децата се мои од првата сезона. Јас им реков уште на почеток, толку многу ќе ве подготвам да можете и од телефонски именик да направите улога. И полека, но сигурно стана еве херои, многу познати звезди. Очекуваш ли кога почна да работи со нив дека навистина овој проект ќе биде толку популарен, така? Точно знаев, затоа што децата играат точно. Децата играат однака како што играат светските звезди глумци во сите продукции што ги гледате. Бидејќи во твојата актерска школа има и деца кои што се со Да, има. Со попреченост, има, да. Како успеваш прво да ги вклопиш во целата приказни, сето тоа да изгледа многу нормално, значи да не се перципира како ево овие деца се не. Да ги перципираш како сосема нормални, да ги научиш децата, нели? Ако малку знаеме, јас секогаш зборувам дека ние имаме исклучително ниско ниво на ментално здравје и ментална култура. Еден Елон Маск има аутистичен филтер. Значи, тоа се филтри кои што ги има скоро секој 5-6 дете. Така. И тоа не е ништо страшно. Нивниот свет е ист како и нашиот, само што тие поинаку реагираат емотивно. Поинаку реагираат на известни ситуации, ама тоа не е ништо страшно. Тоа не значи дека се помалку или интелектуално заостануваат. Конкретно имам аутистични дечиња. И ги предупредувам другите деца дека ние сите сме различни, не можеме да сме сите исти и многу убаво ги прифаќаат. И тоа им е јасно од првиот момент. И тие деца играат, снимаат, нема проблем. Ги носам секаде, мислам им давам шанса, просто им давам шанса да бидат дел од инклузивноста, дел од Ми се наметнува прашање од причина што беше прилично гласна кога беше оној случај со Ембла, која што нели девојчето со Даунов синдром, кој што имаше проблем со поаѓање во првиот школски ден. И ќе се навратам тука на муабетот и оној статус кој што го објави дека си го имал истиот проблем со Мина во училиштето во кое што Да, и тоа после 1 милиот настан беше и просто со цело одделение се собра и рекоа дека родителите ми кажаа тие таму што се директори на школата као имаме проблем, знаеш, вие сите ќе се испишат ако Мина не се отпише и џамба што рече па да им застанеме пред школово никој да не им се запише. Сакаат ли? И јас тоа го молчев долги години, оти не сакав да кревам врева, но да, таа беше жртва на булинг во Јаха Кемал. И Добро, како ти како родител и објасни дека Па не само нема што да ја објаснам, јас седнав и реков тоа е така како што е. Затоа што знаеш како сад, не знам, извади и го скрши ја пренесе, ја удира од зид, ја зеза, И тоа се све деца на некој што јас ги знам. Тие ги знам, им ги знам родителите. Така да, знаеш, они нека се срамат. Така. Кога ќе пораснат, тие ќе бидат на столбот на срамот. Ништо тие не постигнале, ниту пак образовната институција во која што беше Мина. Затоа што секаде во светот вие имате дете, особено кој е жртва на едно такво сексуално насилство, морате да го негувате како роза, мора да имате посебен пристап кон него, и тоа е една траума за цел живот. Затоа се учи во алгоритам, па е супер. Така. Мислам, си има професорите се добри, си има посебен однос имаат со неа,
Она си, во принцип, тие деца само треба да им се крева самодоверба и тоа е тоа. Не е нешто страшно. Кога си жртва на сексуално насилство, колку весно сега од временска дистанца, не дека е тоа нешто заборавено, меѓутоа колку е надмината таа. Не може тоа да се надмине, тоа е травма за цел живот. Тоа не го надминуваш. Само се учиш да живееш со тоа. Оној кој што тврди дека тоа може да се надмине, ќе ви излезе. Мислам, не можеш, тоа живееш со тоа, постојано живееш со тоа. И со терапија, и со сеанси, и со психијатри, и со психолози. Живееш со тоа. Има тригерчиња, па се справуваш со тригери, на секој на се татко им почина на 9 декември, мина тоа го поднесе најтешко од сите нас. Тоа сега сакав да те прашам. За Великден имаше една прилично емотивна објава дека ти бил најтешкиот Великден, дури не сте кршеле ни јајца, ниту ти се одело пред црква. Колку ти е тешко без твојот татко? Пошто го памтиш? Рече со мајка ти биле вечни тинејџери од она што успеав сега јас да го... Знаеш што ми фали, бе? Знаеш како, месец дена пред да почине, затоа што ние живееме во издвор, во иста куќа до куќа 20 години. Мислам, јас сум и таму родена, но откако сум разведена сум таму со Кирил и со Мина, сега само со Мина. И он одеше со едно дубаче затоа што имаше тромбоза и ќе излезеше на прагот од неговата куќа, ја ќе го дзирнам. Кики, пиеме кафе, пиеме. И едно од последните кафиња седиме јас и тој викам, тој беше многу строен, убав маж. Мислам, знаеш, баш беше убав маж. И викам, тато, на крајот на криштата, што се жалиш толку се со нозеве? Знаеш ли, што да кажат оние луѓе кои што не заслужиле судбина? Треба па на крајот од животот, дали си ја заслужил судбината или не си ја заслужил? Дали имаш судбина воопшто? Он мене дека стар скопски фраер ми вика, сега ме зафркаваш. Викам, ти си заслужил судбина, што зезаш? Да ти се намочам, вели, во судбината. И си разговаравме често, знаеш, така, но не беше песимиста се знаеш, он не мислеше дека он и прилично беше добар и прегледи, вакциниран и се чуваше со мајка ми баш фино, немаше некаков проблем, но знаеш како и треба и да си од Господа те сака па на спиење да починеш. Но знаеш како јас имам голема травма и кога изгоре куќата мајка ми лупаше на прозор. Веки излезе, изгоревме и вториот веки излези татко ти почина. У 6:30. И јас имам травма од тој прозор, од тоа стакло, тоа лупање од се и нема, тоа е, знаеш како, загубата е... Мене не ми беше криво затоа што пред еден ден пред да умре разговаравме на телефон, иако бевме нели на 2 чекора и се смеевме за тоа оти отечени нозете, па морал да иде да најде 46 патеки, па едва е нашол, по ова, по она, и беше многу духовит. И вика, гледам ти имаш работа, па не можеш да ме видиш, викам, тато, ја те гледам секоја вечер, дали гори или не гори кај тебе на твојот спрат, дали си окей или не си окей, пред да почине вечерта, пак гледам, окей, гледам до 2-3 седа со мама, добро, викам, добри се и тоа е тоа, ама знаеш, кога ќе изгубиш еден родител си пола сирак, кога ќе ги изгубиш двајцата си сирак. Еве ти си сега сама со мајка ти, колку успеваш да бидеш сега стожер во семејството и да ги држиш работите во свој раце? Па тоа се грижам, постојано се грижам, да. Се грижам за Мина, се грижам за неа. Ја охрабрувам колку што е возможно да си го проживее животот онака како што сака и како што заслужила, оти на крајот од животот. Брзо минуваат и годините и знаеш, се брзо минува. Немаш баш многу време. Еве, оваа година Саби Најрула ни отиде, Мајда Тушар ни отиде. Ристо Стефановски ќе кажеш и повозрасен, не си проживеи човекот. Ама јас навистина особено се потресов и за Сабина и за Мајда. Така. Што ми беа многу драги колешки од друг театар, ама се дружевме и ги сакав многу и двете. И гледаш, ќе си отидеш, ќе го оставиш ти животот во театар и те забораваат. И театарот после нема време да направи комеморација. Да, и тоа е недозволиво, тоа е недозволиво, мислам, со чашка пред зидот на славните.
Не знам, тоа може би е некој нивен концепт, ама знаеш како, тоа не е иновација. Значи не постои иновативност во комеморација. Се знае што е комеморација и тоа е тоа. Да се потсетиме на се што направиле во текот на својот живот и да го добијат последниот аплауз. Да, меѓутоа синот на Сабина Айрула рече дека нема да присуствуваат паметно дете. Вардан е паметно дете. Јас тоа го реков веднаш кога прочитав. Нема што да присуствува. Зашто да присуствува? За кого чашка да крене? Не може, Сабина животот го остави таму. Мајда исто така. Ристо да не зборувам, да не беше Ристо, немаше театар да имаме. Така да, знаеш, некои работи. И не можам да ги разберам, знаеш, тоа се некои луѓе кои што прифаќаат компромиси, па никој не коментира, па некој се нешто се чуваат од некого. Не, тука си за да кажеш и да го кажеш своето мислење. Ако не си уметник. Прилично револтирани бевте актерите, сите можев да прочитам и на социјалните мрежи, па и по медиумите, заради овие одложени или не и ај се на купче ќе правиме комеморација, како така? Мислам, да и вака изгледа малце страшно зашто правиме муабет, ама тоа се некој ред на нештата. Не може така без последната премиера во твојот живот да помниш. И последниот аплауз. Да. Весна, само уште едно прашање сакам да те прашам околу Мина, која што е и во делот проектот Агента 21, да. Сега ќе ја вклучиме повеќе во втората сезона. Првата нешто не учеше текстови и реков која ќе учиш текстови. Тоа сакав сега, како ти успеваш и како мајка, ама и како ментор да бидеш? Па и во представата не игра. Требаше да игра во 2 сцени, не ми научи текст и реков нема да играш. Або како? Не може. Тоа е, ако си добра, ќе играш, а ако не си добра, не може да играш. Ќе да оставам сега Мина на страна, ќе ти го спомнам Кирил, кој што дипломираше, односно матурираше, извинувам. Да, се запиша на Texas Tech University, добар универзитет. Од август ќе оди во кампус и ќе се откачи конечно и од татко му и од мене, тој си е веќе свој човек. Така. Верувала ти или не наполни 19. Добре, супер, види, јас сум сосема со тоа, окей, комфортна, слободна, оти живее во одлична куќа, има татко, сопругата негова се грижи за Кирил исто. Јас сум им благодарна, они се супер. На крајот на криштата. Контактираш со татко му од време на време во така. Ние сме на фис, сега сме happy family сте сега. Тоа е тоа. Ете така да знаеш. Он има и сестричка, просто од Јанко, нели? Таа Мила и сега има 8, мислам дека наполни. Така да они види има татковци кои што ќе си отидат не знам каде и ќе речат па не ме интересира ни на гостија. Јанко просто се нафати да го школува и инсистираше да го изведе на пат. Нема друга мисла ни за Мина и на Мина сака, со Мина сака истото да го направи, само што вика ќе ми треба време. Да видиме шо, како, зошто. Но во секој случај тоа е голема работа. Планираш ти да одиш во Хјустон? Требаше да одам за матура сега, ама одложив затоа што имам работа, имам снимање јас со окей проектот кој што оди на Канал 5 и таму играат мои деца, имам агенда да снимам втора сезона и дај Боже некаде во септември да. Во септември така. И тоа нема да идам у Тексас. Ќе идам у Њујорк, онда дојде. Еве го таман се појави. Некако. А видели? Матурантот. Некога го видов, која ми ја прати сликава, викам како шеф сале во Континентал си, со спремен, па сега ми праќаше демек слики од дело некој нели мора да носи и со татко му биле во шопинг, купиле некој одело за матурска, па ваljda ќе ми пратат слики, не ваljda него сигурно. Ќе ти пратат сигурно. Тоа со капите ќе ми пратат секако да нели ги фрлаат и така. Со Игор Џабазов успеавте ли да го спасите светот и да ја зачувате природата со вашата Агенда 21? Со Игор зборуваме често дека мора да оставиме легаси, значи мора кој ја што правам со децата, мора да оставиме, затоа и прифативме да имаме три водители со нас, да оставиме нешто за генерациите и да, ако веќе ние што не успеавме да спасиме и да загрозиме се што загрозивме како генерации, ајде сега да дадеме пример и да разбудиме нешто кај овие младиве кои што патем ја викаат Македонија депонија.
Да, сите тинејџери ја викаа така. Малени деца кои ги шетав по ѓубриштата, тие беа, кај сме сега, што е ова? На брдо. Не дека низ цела Македонија шетав. По 7-8 мали деца. Или не знам, од Тешево, кога бевме во тој хотел од Европа. Тоа Преспанското езеро го нема. Исто и Мавровско кога бевме, го нема, тоа не постои. Вестиш, неодамна се пожели дека ќе се фрлаш во Вардар Ивана, нека те вади од јануарската сметка, толку беше голема. Неверојатно. Значи вака, имам таа јануарската, не знам се ти кажам, беше 18, па после ми стигна 14, сега ми стигна пак 18. Па оди покрај ги слуша една реклама. Значи дали се они нормални? Не, уште ми му градски трговски, се едино да ги тужам па да ми компензирам за сметките, затоа што немаат право да ме... Тоа ти кажам, компензирај за сметките. Гледаш, таму сум како Колинда 100 кила имам. Не, тоа е неверојатно да живееме во општество кое што е да внимаваш дали да се избањаш, кога да се избањаш, да се згрееш, да не можеш гол по гаќи да се прошеташ по дома и за сметки струја да работиме. Каква домакинка си, Весна? Готвиш често? Леле, во последно време, да ти кажам, порано многу готвев, нели правев, пустев и сега последниве месеци не готвам. Други ми чистат, други ми пеглаат. Многу работам. Значи јас влегувам во студио, на сите страни си. Значи многу работам и не можам да стасам стварно. А инаку не мислам дека е нешто, Сандре, значајно да бидеш домаќинка во ова општество, знаеш. Не е значајно на врска, разбира. Дали ти се знам да правам, ама може и без тоа да... Па може и некој друг да ми изготви без срца. Има ли некој, Весна, што ќе ти изготви? Има. Опа. Кажи, кој? Има еден згоден фраер. Колку те плашат од една страна годините, од друга страна што мислиш за естетските корекции со оглед на тоа што веќе тоа е добро утро. Јас слободно зборувам за тоа, сега ќе ти кажам. Со тоа што јас не ги сакам, како што би рекол мојот доктор Цобе, што се тие бугарски јабучици, јаболчници, нели како ги нага. Почнав да конци ставам, значи да биде, тој ми става. Значи да биде пак да има природноста на цела физиономија, а да може да го мрдаш цело лицо, ти нели си глумец. Да не си како мумија. Нели какви се. Ама не и сите овде што се боцкаат изгледаат као бугарски пејачки и српски фолкерки, мислам, сите се јајца на јајци избоцкани. Да, сметам дека тоа е лична одлука. Мислам дека тоа нема никој право да ти каже како ти себе си се гледаш во огледало. Тоа е апсолутно мое право, мој идентитет. Ти немаш право да ми кажеш вака или онака. Просто се грижам за себе си, за своето тело, за својата коса, за своите заби, за своето ментално здравје. Читам многу се уште, не се откажувам од тоа. Работам со деца. Иако морам да ти кажам дека вистинскиот елексир за да останеш млад е да работиш со деца. Така, и па добро, нормално. На начин на кој што ја работам со деца. Ова е некоја снимка од втората сезона е ова на Дајте музика. Не, првата. Кај најдовте ова е од првата сезона. Добро да овде си вака јас изгледам, инаку вака изгледам растрчано за време на снимање. Јас затоа што се станува во 6, мора да си во 7 на сет, еве го со Буби и Џамбазовски, да. Другарти. Да, злато ми е он заљубено, Ептен се сакаме, Ептен и во Дојран. Одиш ли во Дојран? Го лажам носто. Дојди и сакам да одам да појдам барем на еден ден да го видам, и мислам дека таму и се препороди он. И не сака да знаеш, Ептен која има нешто проби или која снима преспав, доаѓа во Скопје. Ова е за последниот практично, ова е 14 декември 2020 е ова. Да, ова јакна му ја купив. И затоа и се сликавме. И немавме обичај да се сликаме нешто јас и он. Ја го сликав чат-пат и... Нели, никогаш немаш време да се сликаш со родителите. Ова исто од нека прва сезона
Да, прва сезона Дајте музика. Сега ќе спремаме 4-та сезона, со цаа си спремаме кастинг. И септември фаќа авионот за Хјустон. За Америка да За фатам Америка си авионот. заслужила. Да, да. Ама знаеш што ми е кејф, што стварно сум единствена во ова што го правам и ми се оствари визијата. Ќе играш ли се уште стендап? Да играв сега бев во Имаше премиера така нека? Да, не, пред 2 години беше таа влезина со облака. Да, дали ќе играш сега повторно, дали има некаде на репертоарот? Не, нема на репертоар сега, но сега треба да имам ми закажа Вики во Штип премиера, треба да имам нов стендап, ќе се вика премиер. Така. Да. Значи нов стендап имаш, нова вакво премиер. премиер. И ќе се смееме малку, ќе те викнам. Има многу фантастичен материјал затоа што нема поубава работа отколку да тролаш политичари. Нема поубава работа, а ти со никого да не си близок и да не си врзан за ништо и Маме, ти благодарам што беше гостинка во студиото на благодарам Репортер и ти благодарам на овој убав разговор. Исто.